Особено ми е чест со мој колега што ќе водам разговор и што мој колега доби награда 13 ноември во чест на градот Скопје. Ке кажам сосема заслужена награда, пишување повеќе од 40 години, можеби вие ќе ме поправите. Можеби пишување од самото детство, сакам да кажам. И постојано на градот Скопје многу сте му подариле и се уште му дарувате. Од тој аспект кажувам заслужена. Честитки. Ви благодарам. Тоа е нешто што веројатно дошло како плод на една работа која има свој континуитет. Јас обично за новинарството знам да кажам, барем моето новинарство беше као човек да се качи на еден забрзан воз кој патем нема никаква станица. Некојаш некои мои колеги кои се тргна од новинарството ме прашуваа, па зарем уште си таму, зарем уште пишуваш? Да, пишувам, одам на пресконференции до последниот ден и тоа беше тоа. Сега работите сами по себе доаѓаат. Јас не сум оној кој своевремено почна во Младборец, животната школа моја, и кој еве стигна денес да добие награда за новинарство од градот Скопје, градот на кој, ајде да не кажем, барем целиот свој работен век сум го подарил. Се разбира, имало теми за нешто друго, за многу работи, меѓутоа факт е, во Македонија, за жал, ќе речам пак, сите настани се случуваат во центарот, а центарот е Скопје. Можам да кажам дека повеќето од вашиот работен век до сегашен го поминавте пишувајќи за културата. Двострано ќе го поставам прашањето. Секоја чест ми било првин да ги читам вашите текстови, затоа што од првата буква до последната точка, од правописен аспект, ви е напишано само може младите новинари или оние што се уште не научиле да учат. Тоа секоја чест. Верувам, тоа сте го постигнале она што кажавте во Младборец од првите години. И второ, да се задржите за културата, а знаеме колку се заинтересирани уредниците, во наводници го кажувам, за да се наметне новинарот да пишува за култура. Навистина, имаме една фина група на луѓе кои пишуваат за култура кај нас во моментов, меѓутоа луѓе кои погоре или подолу беа принудени или да избегаат и да се тргнат настрана правејќи со свој сајт на кој ќе пишуваат за културата, или да останат таму кај што се и да ги бијат битките. Не се уредниците кои имам впечаток дека исто размислуваат како и новинарите кои следат култура, затоа што де факто тие биле новинари па станале уредници. Проблемот е, ми се чини, кај собствениците на медиумот кои наметнале нешто сосема поинаков поглед на работите. И при тоа културата била до толку потисната од политиката што едноставно била сведена или на маргините или пак скроз избришана, што не е убаво. За жал, речиси кај нас како и да нема простор за културата. Ајде да речеме сем што е националната куќа се уште држи до себе и до своите програмски цели, па и до културата, и уште на неколку места каде што главно новинарите се обидуваат и успеваат да направат простор за себе и културните случувања во Македонија. Жалосно е, ако знаеме дека овде, кај нас, културата можеби пак е оној мост кој упорно бил зидан и се уште се зида за соработка и културни поврзувања, за вмрежување некакво си, што и тој збор да значи, со се она што се случува надвор и репрезент практично на Македонија во светот. Можеме да говориме за се и се што, меѓутоа ние немаме политичар со кого би отишле во светот. Меѓутоа имаме многу култура што можеме да му ја понудиме и да биде препознаена од светот. А во однос на јазикот, што да ви кажам, имам впечаток дека поминав многу школа. Од Младборец, потем во Македонското радио, Македонската телевизија еден период, потоа повеснициве, бев во Дневник, бев во Време, еден од луѓето кои ја држаа културната рубрика таму и забавната рубрика Плюс, и конечно заврши во Радио Слободна Европа како простор кој го успевав да го држам, мала оаза на културата во
медиум каде што генерално имаше многу повеќе интерес за животот во Македонија и покрај тоа, нели, за политиката како двигател на целиот тој живот кај нас. И така се движат тие работи. Знаат да кажат наши соговорници, кога ќе пишувам, тоа може да е писател, некој што се занимава со пишан збор, ќе каже, кога ќе пишувам, размислувам и нема да направам грешка во етерот, може би ќе отиде мислата, па потоа некако некој сомнеш дали правилно ја искажав правоговорно реченицата, дали може би содржински погрешно. Вие во тој дел Јас почнав во Весник. И Весникот има строги правила и практично ќе те научи како да се однесуваш кон текстот. Во однос на јазикот, на пишувањето на реченицата, на целата конструкција на еден текст, согласно кој жанр ќе биде текстот, дали ќе биде тоа интервју, дали ќе биде рецензија, дали ќе биде осврт, дали ќе биде текст кој се однесува на било што со оние сите постулати што неминовно школски ги бара. Потоа долги години бев во радиото. Затоа што радиото ми беше магија. И се уште магија, првата љубов. Бев водител на еден куп програми во Македонското радио, на втората програма, и ноќни, и дневни, и музички, и така натака. Радиото го сакав од една проста едноставна причина. Таму размислував, говорев, а од друга страна ја имав можноста пак она што ми е пасија, тоа е музиката, да излезе од мене и јас секогаш на програма кога одев со 3 торби плочи, бидејќи своевремено покрај лентите и плочите што ги имавме, нели, во фундусот, во она фонотека што ја имаше, се надевам се уште ја има Македонската радио телевизија, сепак јас милував да понудам некоја поинаква музичка визура, некоја поразлична, поинаква музика, да афирмирам некои луѓе генерално што твореле во Македонија, да ги поберам тие врски наши со останатите, нели, републики некогашни, па или подоцна држави и така натака, да понудиш покрај сликата, покрај говорот што ќе го нудиш, да понудиш некаква поинаква визија за она што може да не приближи едни на други. Се надевам дека од рамката. Да, поголема слобода на изразување. Па тоа беше зависиш само од себе и од техничарот кој седи од другата страна, програмата е во живо. И големи работи се кога така можеш да се доведеш себе во ситуација, дури на ненапишан текст да изговориш рецензија од 3 минути, дури да водиш програма која трае 6 часа, да водиш ноќна програма која почнува во 21 и завршува во 1 часот или 2 часот по полноќ, да задржиш концентрацијата и сето тоа да звучи некако убаво. Кога заврши емисијата, да бидете полн со... Апсолутно. И уште повеќе во тој период кога јас бев во радиото, започнавме со оние контактни програми кои го бараа слушателот да се јави. Така наречена демократизација на радиото и некој далеко да се јави на телефон и да ти каже нешто врзано или со темата, или може би да ти каже дека е добра музика, било што да каже нешто во програмата ако имам. Да не говориме за политика, туку да говориме за обични човечки состојби, за некоја емотивност која може би ќе не приближи едни на други, да размениме енергии, музики и сето тоа пак да звучи убаво. И сега кога ќе направите една ретроспектива на работниот век, можете да ја вметнете, да ја архивирате, документирате? Ова е еден период кај што многу повеќе сакам, освен во разговорите и текстовите што ги пишувам за таму, да се фокусирам на нешто што се нарекува моја втора книга. Насловот е Неправилен ритам, со поднаслов Приказни од современата македонска музичка сцена. Се собра некаде 700 страници и нешто што ќе биде промовирано, бар се надевам, на 28 декември, заедно со прославата или некако ќе ги споиме двете награди и таа љубов што трае помеѓу мене и МКЦ или обратно МКЦ и мене. Втората промоција да ми се случи овдека во Кино Фросина или каде ќе се договориме на крајот на краиштата со еден мултимедијален настан, повеќе промоција на книга во која најмалку ќе се говори за авторот и она што е напишано, а многу повеќе ќе има да речеме музика.
Уште многу прашања сакам да ви поставам, меѓутоа, ајде за оние што сега ќе почнат со новинарство, во делот за, ако се определат да пишуваат за култура, не мора да значи за културата. Да се задржат ли во новинарството, што вака од овој аспект, од оваа перспектива кон новинарството, кон пишувањето, кон следењето на културните настани во нашата држава, што ќе им препорачате? Не сум љубител и не сум слушал совети од други и не знам како ќе ги сватат овие мои мисли. Имам впечаток дека се помалку новинарството кај нас е новинарство од оној тип што јас го познавам. Имам некако заедно со колегите на моја возраст честопати знаевме да кажеме дека ние сме новинари од стариот ков. Можеби не се снајдовме најдобро. Може би па добро ги истеравме работите и затоа совети за ова или она не знам. Ако човек ја сака професијата... Мислам дека веднаш во првите зборови може да го најдат советот, да бидат свој на своето, да држат до собственото убедување. Она основното е, ако ја сакате професијата во која ќе влезете, тогаш немојте никогаш да се откажувате. Независно колку ќе примате, за тоа треба да се живее од нешто. Так. Меѓутоа, мислам дека човек мора да се избори за својот простор и при тоа да биде чесен во однос на работата, чесен кон сите оние луѓе што ќе му бидат соговорници и сето она што се случува да го пренесе на начинот на кој ќе го види со собствената сила, со собствената мисла, со јазикот кој го има и што да ви кажам, новинарството е занает кој се учи и кој никогаш не престанува да се учи. Барем ја така го гледам. Љупчо Јолевски, ви благодарам за интервјуто. Нешто што ви посакувам да продолжите онаков каков што сте до сега. Верувам дека ништо не може да ве помери во убедувањето, во мислата, во насоките, во начинот на живот. И мене ми е особено драго што ќе продолжите да пишувате, затоа што повторно, како што почнав да кажувам, многу може секој, не мора да е само новинар, може многу да научи од вас. Ви благодарам.